Тензично е во Грција. Мигрантите прават вистински хаос во камповите. Тепачки и протести поради тоа што бегалците не сакаат да бидат сместени таму. Од датина во дневникот имам колешката Сања Ристовска. Сања, лидерите од Европа најавуваат нова голема криза. Унгарскиот премиер Орбан вчера беше во Бугарија. Се прават големи огради. Добро вечер, одатина, како што спомена и ти, за жал веќе инцидентите, тензиите, нетрпението меѓу мигранти од различни националности стануваат секојдневие во бегалските кампови, во прифатните центри, особено на грчките острови, каде што камповите се преполни, дури во одредени места има и тројно повеќе мигранти и бегалци од капацитетите со кои што располагаат овие кампови и прифатни центри. Се чини дека Атина нема план Б да се справи со бегалскиот проблем со оние 60 60.000 луѓе што се наоѓаат низ цела Грција и што би направила доколку не профункционира договорот меѓу Европската унија и Турција. Според аналитичарите и експертите и оние кои што го следат проблемот со бегалците овде во Грција, со кои што имав можност да поразговарам во изминатиот период, тие велат дека како што се приближува состанокот во Брисел, каде што ќе се одлучува за визната либерализација за Турција, така можеби и Анкара ќе го зголемува притисокот врз унијата со испраќање на нови бегалци, односно би можело да се очекува изголемување на бројовите бегалци и мигранти од Турција кон грчките острови. Една интересна информација објави турски Хуриет, која што ја пренесуваат грчките медиуми, дека е намалена цената за условно кажано патувањето на мигрантите од Турција кон некои од грчките острови. Ако лани чинеше 1500 евра, по договорот меѓу Европската унија и Турција цената падна на 500 евра, додека пак сега за едно лице да од турското крајбрежје за да стигне на некој од грчките острови ќе треба да плати само од 175 до 220 евра. Во однос на она што го споменав претходно за ситуацијата со грчката влада, односно дека се чини дека не постои план Б, би можела да споменам и некои бројки кои што на некој начин покажуваат дека малце е хаотична ситуацијата, дека грчката влада сепак го става акцентот многу повеќе на економијата отколку на проблемот со бегалците. Односно оние податоци што ние новинарите секојдневно ги добиваме од грчкото координативно тело, на крајот од август, односно на 31 август во Грција имало 59.230 бегалци и мигранти, додека пак денеска има 60.352. Разликата е 1.122, меѓутоа ако се пресметаат сите нови пристигнувања во текот на изминатите 19 дена, тоа со една едноставна математика се сваќа дека не достигаат над 800 бегалци и мигранти. Тука може било кој да го постави прашањето каде се овие луѓе, дали можеби нелегално од Грција влегле во Македонија. Сања, слушнам изјавата на председателот Ѓорги Иванов. Ти постојано денови јавуваш за инциденти со мигрантите. Те прашувам, кажем, има ли стравување дека може повторно балканската рута да биде користена? Балканската рута официјално, како што беше претходно, веројатно не, меѓутоа овде има предупредувања дека голем број мигранти и бегалци нелегално излегуваат од Грција и нелегално влегуваат во Македонија со помош на криумчарите. Секако ги користат пограничните села, планинските предели, Катимерини, како што веќе има објавено Канал 5 на почетокот на месецот објави една информација повикувајќи се на полициски извори дека грчката полиција дневно апси од 50 до 200 лица кои што нелегално сакаат да влезат да излезат од Грција и нелегално да влезат во Македонија. И речиси секојдневни се соопштенијата од грчката полиција во која што се апсат луѓе кои што сакаат, кои што пренесуваат, имаат скриено мигранти. Последниот случај од завчера ќе го споменам накусо, кога во близина на Солун беше откриен камион со 25 мигранти, неколку дена претходно, неколку километри пред границата со Македонија беше откриено возило во кое што беа скриени 12 мигранти. Сепак смируваат аналитичарите и експертите одовде дека веројатно нема да имаме онакви масовни премини како што имаше кон средината на март, кога над 1500 бегалци и мигранти нелегално од Грција влегоа во Македонија. Сања, ги следиме случувањата во Турција. Кажи ми, што велат грчките власти, постојат ли некакви стравувања дека можеби Турција нема да се придржува до договорот?
Да, постојат стравувања. Би можела да споменам еден податок дека од почетокот на годината до сега од Грција во Турција се вратени 3600 мигранти, за тоа се за 9 месеци, а само за еден месец толку пристигнуваат од Турција во Грција. Постои целиот овој процес оди многу бавно и со оглед на тоа дека мигрантите за да добијат во време, за да не се вратат во Турција, поднесуваат барања за азил и целата таа процедура разгледување на барањата оди многу споро, се чека извесен период додека да добијат позитивен или пак негативен одговор. Грција стравува дека можеби Турција нема да го почитува договореното, но како што споменав и на почетокот, засега никој од надлежните нема излезено со став што ќе прави Грција доколку пропадне договорот и кој би бил планот на официјална Атина.